Значи, како што минатиот пат најавивме, продолжуваме со презентацијата на нашите проекти, но она што е дел од мојата програма, капиталните проекти од мојата програма. Во капиталните проекти од мојата програма денеска ви го презентирам идејниот проект за домот за возрастни лица во Злокуќани. Почитувани представници на медиумите, концептот на презентирање и овој пат ќе биде во манир на претходниот, на 3D модел, и она што ја потврдува сериозноста на доследноста и на пристапот е што ова не е само обичен 3D модел или 3D анимација која имате можност да ја гледате на многу реклами, па дури на оние платени политички програми кои ги гледате. Тука се работи за еден конкретен проект на 3D модел кој е представен и на оваа макета тука, на конкретна локација. Значи се работи за објект кој е сместен во неговата природна локација, онаму каде што се наоѓа, со целосната инфраструктура на тој објект. И тоа е големата разлика помеѓу овој проект и она што како сликички може да се гледаат на телевизија во дел од програмите на моите против кандидати. Пред вас тука е и макетата на домот за возрастни лица, значи како што ги имате на макетата представено сите овие три ламели од домот и сето тоа како би личело во амбиентот, во околината во која се наоѓа. Најпрво би ви објаснил локацијата на објектот. Значи се работи за локација во населбата Злокуќани, која да ја потсетам од 2002 година е дел од урбаното јадро на градот Скопје. Влезена е во генералниот урбанистички план на Скопје и ова што го гледате тука е локацијата на домот за нега. Тоа е една сателитска снимка на прошироката локација и оваа црвена точка каде се наоѓа локацијата на овој дом. Оваа населба претходно не била урбанизирана и специфично за неја е што блиску до неја се наоѓа онаа локација на која се наоѓа домот за стари лица. Таа локација е неактивна заради тоа што таму се наоѓа во голема близина на локалитетот Скупи и археолошкиот локалитет Скупи, така да ова е една ново планирана локација, бидејќи бараките досегашни на тој дом се на самата базилика, практично се во непосредна близина на базиликата. И таа локација е заштитена со закон и таму тој дом не може да биде изграден. Особено внимание посветивме на локацијата на објектот, значи од најголема важност е тоа што овој објект што го гледате е поставен спрема Вардар. Можеме понатаму. Значи се работи за објект кој е поставен спрема реката Вардар и локацијата е во резиденцијалниот дел на урбаната зона на Злокуќани. Значи се наоѓа ја тангира планираната сообраќајница на улицата Љубљанска. Улицата Љубљанска е улица која проаѓа од Карпос 4, тоа е улица што проаѓа покрај Сити Мол, преку Вардар и оди на спрема населбата Злокуќани. Тоа е дел исто така од инфраструктурата која планираме да ја изградиме. Би сакал исто така да потсетам дека ова планирана локација има многу добра местоположба и одлична сообраќајна поврзаност. Овој дом за возрастни лица ќе биде само на 1 минута или на 2 минути возење од Сити Мол, што покажува дека се наоѓа во самото срце на општината Карпош. Значи се работи за градежна парцела која има површина од 4300 метри квадратни, а објектот има бруто површина на едно ниво од 1850 метри квадратни, при што објектот е приземен, а дел од габаритот е предвидена и катност 5+1 и 5+2, со вкупна развиена површина на градбата околу 4000 метри квадратни. Понатаму. Значи, ова е уште една сателитска снимка на каде што се преклопува генералниот план и деталниот урбанистички план на општината. Понатаму. Значи, ево го преклопниот дел, гледате каде точно воѓа. Локацијата на резиденцијалниот дел е во јужниот дел крај реката Вардар, а на запад, грешка не на исток, на запад е тангира планираната улица Љубљанска. Значи се работи за едно решение на објект составен од 3 ламели кои ги гледате, кои се во агол. Овие 3 ламели кои се поставени во агол и представува, тие се меѓусобно поврзани, оформуваат еден натрешен полузатворен простор кој на север се отвара кон пристапната улица и населбата. Домот се предвидува да има капацитет од 110 лица, поставен е на југоисточната страна и југозападната ламела, испланирани се
по највисоки стандарди за овој тип на објекти. Секоја спална има тоалет и отворен простор. Можете да го видите на сликата. Еве една ситуација, еден 3D модел кој покажува како тоа би изгледало понатаму. Еве уште една ситуација на тој 3D модел како би изгледал. Значи тоа е на конкретната локација со целосната инфраструктура на сообраќајници кои таму се предвидени. Сакам, значи да кажам дека има парковски простор кој исто така ќе биде од корист на луѓето кои ќе го користат домот, кај што ќе се овозможуваат прошетки, рекреација на возрастните луѓе кои се таму. Предвидени се и мултимедијални и мултинаменски простори за различни активности на станарите од домот, простор за дружење и дневен престој, простор за рекреација и вежбање и ресторански дел во северната ламела. Објектот ќе биде енергетски ефикасен. Тоа е она што сакам да ви го истакнам и што е од исклучителна важност по принципот на пасивна куќа што ќе овозможи заштеда во енергија при одржувањето, што битно ќе влијае и на цената на престојот на нашите граѓани. Како всушност ќе изгледа објектот, можете да ги видите сите овие. Еве го е една слика како ќе личи овој во 3D модел дом за возрастни луѓе на територијата на општина Картош, кој е носечки дел од програмата на СДСМ и моја за општина Картош. И мислам дека понатаму ова е првата слика. Ова е од еден агол се гледа како ќе личат овие сите објекти во кои ќе бидат сместени луѓето, ќе престојуваат и навистина ќе има многу похуман аспект на целата на оваа состојба која во моментот е во крајно лоша кондиција поради дотрајаноста на бараките. Ние како општина Картош ќе преземеме обврска да овој дом за возрастни лица го изградиме. Благодарам.